Имено Конфиангел како општествено одговорна компанија во континуитет го продолжува процесот на подарување радост, љубов и неопходна среќа на оние кои што му е најнеопходна во овој момент. Несебично го поддржува проектот Среќа, кој што се вика и јас сум Дедо Мраз. Значи, Конфиангел не е Дедо Мраз само денеска овдека непосредно пред новогодишните и божичните празници. Конфиангел е во улога на Дедо Мраз во континуитет. Причината за поддршка на овој проект е преди се заради тоа што во него беа инволвирани административните вработени од компанијата. Значи, не секогаш е битен само директниот импакт од секоја акција и помош на оние што е најнеопходна, меѓутоа е побитно и градењето на свеста на вработените за да партиципираат во процесот, не себично во процесот на дарувањето. Имено нашите вработени од административниот сектор издвоја одредени средства со кои што набавија играчки и колетчина за дечињата на кои што им е најнеопходно. На кои се тие дечи на кои што е најнеопходно, ја користиме приликата за да ја продолжиме нашата соработка со црквата Благовештение, кој што во континуитет го работат проектот за поддршка на дечината кои што се најдуваат во семејствата со помали финансиски приходи, што не значи дека се помалку среќни од нас или повеќе среќни од нас, не ги прави подредени или надредени, и од тие причини ние во континуитет соработуваме со нив, а истите тие ќе ги донираат таму каде што е неопходно со оглед на тоа што самите вработени од црквата знаат која е таа дата база на податоци на кои семејства им е најнеопходно. Уште еднаш ви благодарам на сите граѓани на Република Македонија, им посакувам поголема колективна свест, мирно море и повеќе љубов и повеќе гушкање. Македонската православна црква, представувана од храмот Свето Благовештение од Прилеп, Прилепското архиерейско наместништво, организира хуманитарна акција во очи на сите големи христијански празници. Овој пат се наоѓаме пред вечерието на Рождеството Христово Божик и при оваа прилика сакам да ги честитам празниците што наидуваат. Ова акција ја спроведуваме ние како парохиски свештеници во соработка со нашите вработени, бидејќи ние ги посетуваме домовите за време на зимските слави и за великденските пости, така да имаме целосна прегледност кои семејства имаат потреба од помош, а кои немаат. Имаме одреден број на список кој што фигурира некаде со бројка од 103, 104, можеби и повеќе домаќинства. И во очи на празниците ние ги посетуваме тие домаќинства, донираме она што ќе собереме, благодарение на донаторството на нашите предпријатија од нашиот град. Овој пат гледаме пред нас е само Конфиангел, но не смееме да ги заборавиме и другите фирми, како што се Витаминка, како што е Пиварата, како што е Васко Сокули, Марфил и да не би некого да не заборавам. Па во сите тие акции се вклучени дури и сите дуќани во старата чаршија и сите тие на одреден начин донираат во зависот од она што продаваат, па дури и одредени тезги во градскиот пазар даруваат прехранбени артикли, се со цел да се збогати тој фонд на артикли кои што луѓето неопходно го очекуваат. Даруваме од колонијална стока, даруваме облеки, даруваме обувки, даруваме постилки од Конфиангел и се она што нашите верници ќе го донесат овде во нашата црква. Ние несебично одма после новата година, 3-4 дена се собираме сите заедничко, набавуваме се она што е неопходно и за Свети Никола, на денот на храмовиот празник на нашиот град, организиравме исто таква акција каде што собиравме финансиски средства. Имаме ситуации, имаме моменти каде што семејства им е неопходна и таа финансиска помош и несебично им помагаме на сите оние на кои што помошта им е навистина потребна и драгоцена. Затоа што Божик наидува, ние во црквата велиме дека е Божик на радоста, празник на радоста, празник и на мирот. Е таа радост сакаме по сите подеднакво да ја почувствуваат, некој повеќе, некој помалку, но во основа секој да го почувствува доаѓањето на Божик, Рождеството на Христа.